Опустошувачки бури и поплави се дел од новата реалност. Глобалните климатски промени резултираат во зголемување на океанското ниво, поплави по крајбрежјата и интензивирање на силните бури. Како што може да се види на видеоматеријалот продуциран од организацијата Аквариум на Пацификот, ниски области кои историски биле поплавувани се најранливи на зголемувањето на нивото на морето, вели метеорологот Ден Кејан од Институтот за океанографија Скрипс. Последниве 2 децении морското ниво растеше побрзо, но убедени сме дека тоа уште повеќе ќе забрза во наредните неколку децении. Научниците проценуваат дека до крајот на овој век океанското ниво ќе порасне во просек за 1 метар на секаде низ светот. Тоа нема да запре во 2100-та, се работи за проблем на енергетски баланс на планетата заради емисијата на штетни гасови. Кејан вели дека тие гасови ја затоплуваат планетата. Како што се затоплува климата, потенцијалот за ослободување на складираната вода на земјата, главно во Гренланд, Антарктикот, носи голема можност за кревање на нивото и во иднина. Изложбата на фотографии, потони или пливај, покажува како луѓето во светот се погодени од поплави и како се прилагодуваат на новата ситуација. Во Бангладеш, учениците посетуваат училишта што плутаат на вода. Во Холандија има се повеќе високотехнолошки плутачки згради. Ова е брод куќа. Научниците велат дека градските планери во крајбрежните заедници треба да продолжат да наоѓаат иновативни начини за адаптирање на новата животна средина, преку футуристичка инфраструктура и згради прикладни за вода, за минимизирање на штетата и човечкото страдање. Until a few hundred years ago, plants, animals